Сојузот на одгледувачи на овци со апел до владата и надлежните институции за итно преземање мерки поради алармантната состојба со епидемијата на сипаници кај овците и козите, како и заштита и помош на сточарите. Од пред влада посочија дека секојдневно на терен се соочуваат со регистрирање нови жаришта во повеќе региони од државата. Посочија дека сегашната состојба се заканува целосно да го десеткува и онака ранливиот сточарски сектор, создавајќи огромни економски загуби за одгледувачите и сериозен ризик за губење на генетиката на националното овчарско и козарско стадо. Бараат од државата побрзо да ја организира вакцинацијата на овците и да го преиспита обештетувањето. Бараме од владата што побрзо да им се обештетуваат стадата на тие луѓе, за да ги враќаме пак да се занимаваат со сточарство. И така имаме проблем, никој неќе да чува овци више и ова мислим дека е крај на сточарството. До сега имаме 7 до 10.000, можда и повеќе, пошто секој ден има нови жаришта. 7 до 10.000 овци се отидани. Замислите ако кастат институциите за колку брзо може да се уништат сите. Цената која што ќе бидат обештетени е навистина, да не речам па смешна. Што правиме со расните овци, кои што пазарната цена им е 5 пати повисока од она што они ќе придонесат како обештетување. И каде се делот од субвенции? Тие овци не ги изгубиле они од што сакале, се случила болеста. Дали ќе земат субвенции за оваа година? Ние живееме од тие овци, да речеме јас, од мајка ми, од татко ми, до сега сме со тие овци. И сега решението да биде да ни ги убијат, тоа не е решение. За нас тоа не е решение, тоа е за нас, не знам како да кажам, тоа е катастрофа за нас. Решение ни нудат нас дека ќе ни се убијат овците. Па ние од тие овци живееме цела фамилија. Што ќе правиме ние? И да ни ги обештетат за ова, за срамотни, за 100 денара по кило. Па ние не ги носиме на пазар за да не ни ги платат нас по 100 денара од кило. Тоа е срамота, да ни ги ценат нас по категорија овците. Нашите овци не се за ценење за категорија. Нашите овци ги чуваме ние за екзистенција. Од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека континуирано се на терен и дека ја следат состојбата со болеста и навреме ги преземаа потребните заштитни и контролни мерки. Во однос на можната вакцинација, АХВ достави информација за донација на вакцини до Европската комисија и до Република Турција. При тоа експертската група континуирано се состанува и донесува соодветни мерки. Дополнително, повторно е побарана помош од ЕУВЕД, тимот на Европската комисија за справување со болеста. По добивањето на одговор за вакцинација ќе се пристапи кон тестирање на безбедноста и чистотата на вакцината, пошто ќе започне со вакцинација. Секоја вакцинација на сопствен трошок на сточарот без одобрена вакцинација од страна на агенцијата соодветно ќе биде санкционирана и нема да се врши компензација на заболените животни, односно обештетување за одземените животи. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство велат дека континуирано ја следат епидемиолошката состојба, дека службите секојдневно ги анализираат податоците од засегнатите региони, ефектите од спроведените мерки и потребата од дополнително постапување. Паралелно со спроведувањето на контролните мерки од Република Турција, се обезбедени 500.000 дози вакцина како донација, кои се очекува да пристигнат деновиве, а до Европската комисија е доставено барање за дополнителни количества. Експертската група при АХВ редовно се состанува, ја разгледува епидемиолошката слика и ги утврдува понатамошните мерки за ограничување на болеста. Повторно е побарана и стручна поддршка од тимот ЕУВЕД на Европската комисија. Од Сојузот на одгледувачи на овци велат дека во Македонија сега има околу 250.000 до 300.000 овци. До сега од сипаници угинаа 7.000 до 10.000, а има над 50 жаришта и околу 40 до 50 уништени стада.